Општина Кочани се ослободи од службениот автомобил Пасат откако тој настрада во сообраќајна несреќа што се случи во почетокот на февруари годинава. Продаден е на јавна аукција во средината на минатиот месец, откако претходно било констатирано оти поправката нема да ја обезбеди потребната безбедност за патниците кои ќе го користат. Согласност за продажбата без многу дискусии на седницата во март беше добиена од Општинскиот совет, иако возилото беше купено пред 3 години. Сепак во меѓувреме, советниците останале без дополнителни информации што се случило со автомобилот, па му упатија директно прашање на првиот човек на општината. Дали е реализирана, дали е продадено возилото, колку ќе земеме од осигурителната компанија и колку во наредниот квартал ќе треба да одвоиме за да купиме, доколку купуваме ново возило. Од осигурителната компанија по основ на осигурување се добиени скоро 500.498 така нешто. И после електронската аукција која што е објавена е постигната исто цена од околу него 490.000 денари, значи околу 1 милион имаме од досегашното возило кои што се легнати на жиросметката на општината. Ваквиот одговор на градоначалникот создава мала забуна, ако се имаат предвид податоците за продажба на Пасатот објавени на веб страницата на ЗЕЛС, каде стои дека последната постигната цена на аукцијата е 250.000 денари, односно за околу половина помалку од сумата што ја кажа Димитровски. Според градоначалникот, општината е подготвена да набави нов автомобил, но засега не е позната рокот, ниту пак моделот и цената на чинење. Ќе покренеме постапка за набавка на ново возило, бидејќи треба ново возило. Кога ќе се покрене постапка, ќе бидат информирани. За сега се уште не е покрената постапката. И колку пари ќе биде, ќе се покаже после према проекции кои што ќе ги направи. За автомобилот Passat Comfortline 2.0 TDI пред 3 години општината издвои 1.600.000 денари, односно околу 26.000 евра. Ако сега се купува ново возило од иста класа и со приближно иста цена, тоа значи дека општината ќе треба од буџетот да ја надомести разликата од околу 10.000 евра.